Азалејата е растение со кожнати листови и многу цветови. Ја има во бела и сите нијанси на розова и црвена боја. Цути цела зима па се до средина на пролетта. Ако ја одгледувате во услови кои ја одговараат, ќе биде прекрасна. Ставете ја на светло место, но не на директно сонце. Не ја одговараат простории кои се многу затоплени, па веројатно нема да може да ја чувате во простории со централно грејење. Сака влага и секојдневно оросување на листовите, најдобро со дождовница. Залевајте ја барем 2 пати седмично. Најдобро е да ја пипнете земјата, за да се уверите дека е доволно влажна. Добро е да ставите камчиња во подложката за да ја овозможите доволно влага. За да го продолжите времето на цутење, редовно отстранувајте гиовенатите цветови. Додека цути прихранувајте ја секои 2 седмици со течно ѓубриво за растенија кои цутат. Во доцна пролет, кога ќе престане да цвета, треба да ја изнесете надвор. Најдобро би било да ја закопате во сеновитиот дел од градината, заедно со саксијата. Ако немате градина, ставете ја на балконот. Ако е топло летото, без дождови, полевајте ја секој втор ден. Во септември ќе треба да ја внесете внатре. Ископајте ја од градината, пресадете ја во нова земја, ако е потребно во еден број поголема саксија, само ако излегуваат коренчињата од саксијата. Отстранете гиовенатите листови и одрежете ги косо гранчињата кои стрчат до цветната пупка или изданокот. Потоа ставете ја на нејзиното место покрај прозорецот. Азалејата може да се размножува на неколку начини, но најчесто тоа се прави со резници земени во пролет или лето од полуодрвенети гранчиња. Резниците се садат во кисела и лесна подлога, најчесто мешавина од тресет и песок, и се чуваат под висока влажност и умерена температура додека не се вкорена. Друг метод е слоевито размножување, каде гранка се наведнува и делумно се закопува во земја додека не пушти корен, а потоа се одделува од мајчиното растение. Понекогаш се користи и делење на постара грмушка при пресадување, а размножувањето со семе е ретко и најчесто го применуваат професионални одгледувачи. За успешен процес важно е почвата да биде постојано влажна, но не и премногу натопена. Светлината да биде индиректна и младите растенија постепено да се навикнуваат на нормални услови. Ако ви се допадна видеото, притиснете subscribe.